Владата на Република Македонија заедно со структурите на општина Тетово, на председателот на Советот и други фактори ќе преземат мерки за санирање на последиците од излевањето на Поројска река. Ова го најави премиерот Зоран Заев при посетата на населеното место Порој. Денеска на втората владина седница донесовме 3 одлуки. Првата одлука е за формирање на комисија која што до вечер треба да биде правно формална комплетно изготвена под ингеренции на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за излегување на терен од утре за да ги утврди сите штети кои што се настанати врз земјоделските посеви по нивите на граѓаните од Порој и целојот овој регион. Еден дел од граѓаните исклучиво живеат од тоа. Морат брзо да се утврдат штетите за да отпочне постапката за надомест на штети. Втората одлука е за формирање на владина комисија под ингеренции на министерот за транспорт и врски, генералниот секретар на владата, Центарот за управување со кризи и неколку други ресори кои што се надлежни за оваа работа, е комисија за утврдување на штетите врз инфраструктурата. Тоа е речното корито, тоа се улиците, мостовите урнисани за брз пристап на населението и враќање на нормалниот живот. Истовремено, третата одлука која што донесовме, го задолживме министерот за транспорт и врски да ги земе сите тие документи како што се програмата на UNDP преку општина Тетово аплицирана до владата, за да пристапиме кон трајно решение како превентива за не повторување на ваквите појави кои што често се случуваат токму на оваа локација во Порој. Премиерот Заев додаде дека веднаш кога комисиите ќе бидат готови со своите записници, владата ќе одржи состанок со председателот на местната заедница на Порој, со дел од локалното население и општината, за да се констатираат сите конкретни решенија од делот на исплата и надомест на штетите, враќање на инфраструктурата во нормала и се друго, со цел трајно решение на овој проблем со кој се соочуваат граѓаните од овој регион години наназад.